Почитувани советници, почитувани представници на ведомите, добар ден. Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа на Република Македонија, член 15 од Статутот на општина Росоман и член 58 став 1 од Деловникот за работа на Советот на општина Росоман, ја отварам 12-тата седница на Советот на општина Росоман. Пред да го прочитам дневниот ред за оваа седница, предлагам да го усвоиме записникот од одржаната 11-та седница минатиот месец. Записникот го имате сите, дали некој има забелешки? Повеле, тац. Забелешката на записникот е во тоа што јасно не е констатирано во донесените заклучоци. Например, еве да речеме точка 2.1, да го исчитам, да го цитирам: барањето за вклопување на бесправен објект со кој бесправниот објект ќе се вклопи во идната урбанистичка планска документација, поднесено од градба Промет Кавадарци, 5 за, 3 против и 1 воздржан. Значи, што барањето се усвојува како споредба на сето тоа, на еден предходен записник, се не знам кој го работи овој записник, на еден предходен записник од 31.1.2018 година вели, да земеме овдека. Програмата, пример 4.1, тука кај мене наведено, вие го немате тоа, програмата за уредување на градежно земјиште за 2018 година беше, значи, донесена програмата. Тука е констатирано правилно, значи е донесена. Барањето е усвоено, одлуката е донесена и така натаму и така натаму. Значи да се преработи овој записник со точна констатација, без разлика, значи беше усвоена со 5 за, така натаму и така натаму. Значи ете така, нека се преработи, значи да имаме јасно на увид. Нека се преработи, да го имаме. Да го оставиме за нареден пат. Да не го исправат, па ќе поминем двата записи. Значи, според забелешката на колегата Атанас Стојанов, записникот заради технички недостатоци се одложува за усвојување на наредната седница. За работа на оваа седница, согласно пристигнатите материјали од овластените предлагачи, а врз основа на член 60 од Деловникот на Советот на општина Росоман, го предлагам следниот дневен ред. Точка 1. Извештај од Комисијата за финансии и буџет од одржаната седница на ден 28.2018 година. 1.1. Предлог одлуки и заклучоци во однос на поднесени барања од физички лица и правни лица. Точка 2. Разгледување на барање од областа на урбанизмот и комуналното уредување. 2.1. Разгледување на барање број 12/163/1 од 23.2018 година, поднесено од страна на ПЗУ амбуланта Мармедик Росоман, ПЗУ Аптека Фарма Медика Росоман, трговско предпријатие Бутик Виолета Текст и трговско предпријатие Стилопром од Росоман. 2.2. Петиција број 08/207/1 од 11.4.2018 година од граѓани на улица Линденска во Росоман. 2.3. Барање број 09/234/1 од 27.4.2018 година, поднесено од Јордан Манев од село Паликура. 2.4. Барање број 08/243/1 од 2.5.2018 година, поднесено од страна на жители на улица Пролетерска од Росоман. 2.5. Барање број 08/379/1 од 9.8.2018 година, поднесено од страна на жители на улица Партизанска во Росоман. И точка 3. Предлог одлука за доделување на еднократна парична помош на семејства со прваче во учебната 2018-2019 година на подрачјето на општина Росоман. Дневниот ред го оставам на разгледување и дали некој има дополнување или забелешка на дневниот ред. Повеле, Атанас. Имам дополнување на дневниот ред со едно барање, се конкретно јас ќе бидам како предлагач, со оглед на тоа дека барањето од тие жители се работи за поставување на улично осветлување на
улица која ја поврзува Цандо Кузманов со улица Пере Тошев, потегот таму кај Љупче и кај Костови, значи. Тие имат во изминатиот период поднесено барање за поставување на улично осветлување, меѓутоа до ден денеска, значи тоа не знам дали е разгледано и дали е усвоено. Еве се конкретно во точка 2.6, значи барање од Атана Стојанов за поставување на улично осветлување на улицата која ги поврзува, значи улицата Цандо Кузманов со улица Пере Тошев, односно на потегот кај фамилијата Костови. Дали има тако барање? Марете, добро. За сите улици, не само за... Па добро, се ние рековме со Лазе, мислевме, значи да влезе како една точка за поставување. Поред, тоа ми е на дополнувањето, значи да. Гумиња нема исто, да, нема, ви кажа на горе нема, кој бев нема чули таму десно, црната. Знам дали има, али се снемети во значи треба да доаѓа преиспита сега, купени потези. Дали што некој бара дополнување на дневниот ред? Го оставам дневниот ред на гласање со дополнувањето од Атана Стојанов. Дека што го дополнувањето за сите улици, не само за СДА. Осветлување на сите. На Кишинов Не осветлени. Не осветлени, ќе биде комплетно. Забелешка, не, мислам овака, од негде мора да се почне. Значи сега, да речиме овој месец се овој, значи следниот месец ќе се дадат предлог, исто вако барање или предлог да се даде, сега да видиме за останатите. Сега да одиме со овие три конкретно, затоа што иако донесеме таквата одлука во моментот ќе се изгуби редоследот. Они многу знаат кој може да стои. Да, барете, да одиме конкретно со... Има уште едно барање за осветлување. Да, тоа Да, има е три осветлување од седмици. Партизанска до Страшопилска. Дали сте, ајде момент да почнеме. Дали сте да се стави точката со оваа точка од предлогот од данас, да оде дневниот ред така на дополнет, или да ги оставиме тие барања за наредната седница? Кој е за на дополнетиот дневен ред со барањето од Атана Стојанов? Воено совет случај си ја постави. Ено? Не. Изгласно. Едногласно. Констатирам дека Советот со 8 гласа за го усвои дневниот ред на дополнет со барањето од Атана Стојанов. Прва точка на денешната седница е извештај од Комисијата за финансии и буџет од одржаната седница на ден 28.2018 година. Го повикувам председателот на комисијата да разреши. Добар ден, почитувани колеги, почитувани медиуми. Комисијата за финансии и буџет од одржаната седница на ден 28.2018 година до Советот на општина Росован го доставува следниот извештај. На седницата на комисијата присуствуваат 3 члена на Советот на општина Росован и раководителот на оделението за финансии. На дневен ред на оваа седница беше утврдена една точка – разгледување на барање. И тоа 1.1. Во однос на барањето број 09-259/1 од 7.5.2018 година, поднесено од страна на Аница Богева од Кавадарци, со кое се бара финансиски средства за неизино лекување, по спроведената расправа, комисијата едногласно зазаде став, со која предлага Советот да донесе заклучок со која барањето ќе биде одбиено поради недостаток на финансиски средства во буџетот на општина Росован за таква намена. Во однос на барањето број 09-323/1 од 2.7.2018 година, поднесено од страна на Ване Михајловски од Тито Велес, со кое бара финансиски средства за негово лекување, по спроведената расправа комисијата едногласно зазаде став со која предлага Советот да донесе заклучок со која барањето ќе биде одбиено поради недостаток на финансиски средства во буџетот на општина Росован за таква намена. 1.3. Во однос на барањето број 09-350/1 од 19.7.2018 година, поднесено од страна на Ристе Ристевски од село Манастирец, со кое се бараат финансиски средства за негово лекување.
Комисијата едногласно зазаде став со која предлага Советот да донесе одлука за одобрување на износ од 10.000 денари во однос на поднесеното барање. 1.4. Во однос на барањето број 08364/1 од 3.8.2018 година, поднесено од страна на КУТ Росуман од Росуман, со кое се бараат финансиски средства за посета и настап на друштвото во попратимената општина Балчова во Република Турција, комисијата со 2 гласа за и 1 воздржан зазаде став со која предлага Советот да донесе одлука за одобрување на износ од 60.000 денари во однос на оваа барање. Во однос на барањето број 08370/1 од 6.8.2018 година, поднесено од страна на ПК Росуман 83 од Росуман, со кое се бараат финансиски средства за настап во Трета лига Центар, комисијата едногласно зазаде став со која предлага Советот да донесе одлука за одобрување на средства во износ од 21.600 денари, кои ќе бидат наменети за првите 2 надпревари. Во однос на барањето број 08386/1 од 15.8.2018 година, поднесено од страна на Зоран Димовски од Росуман, со кој бара исплата на долг за извршен стручен надзор на изградба на објект чистење на отворен канал Трстени градско во 2008 година, во износ од 50.000 денари. Комисијата со 1 глас за, 1 против и 1 воздржан предлага Советот да донесе соодветна одлука во однос на барањето. Комисијата предлага Советот на општина Росуман да го усвои овој извештај во целост. Благодарам. Извештајот на комисијата го ставам, отварам расправа по оваа точка, извештајот ставам на дискусија на расправа. Има ли некој дополнување? Ќе одиме да гласаме точка по точка или во комплет? Точка по точка. Точка по точка. Дали сте сите согласни да гласаме точка по точка? Во однос на барањето 09259/1 од 7.5, поднесено од страна на Аница Богел од Кавадарци, го имате извештајот од комисијата, да ве молам да гласаме. Кој е да се усвои извештајот од комисијата овако како што е поднесена оваа точка. 1.1. Кој е против? Воздржани? За, 5 против. Констатирам дека Советот со 6 гласа за и 2 против го усвои извештајот на комисијата во однос на ова барање. Отварам расправа во однос на 1.2. Барање 09-323/1 од 2.7.2018 година од страна на Ваня Михајловски од ВЛС. Дали некој баре збор? Ако никој не баре збор, го ставам извештајот на гласање. Кој е за усвојување на оваквиот извештај од комисијата? Заклучокот. Заклучокот на комисијата. Кој е за? Јованче, не те видов? Не, против. 7 за, против? 1 против. 1.3. Во однос на барањето број 09350/1 од 19.7.2018 година, поднесено од страна на Ристи Ристевски од Манастирец, комисијата зазела став за одобрување на износ од 10.000 денари. Дали некој има збор? Кој е за усвојување на ваков заклучок на комисијата? Едногласно. Констатирам. Почитувани медиуми, почитувани колеги советници, почитувани жители на општина Росуман. Во првите 2 точки гласав против, заради тоа што мислам дека ние како советници треба да направиме некој акт или некоја рамка кои барања, финансиски барања, тоест финансиски барања во областа на лекување на тешки болести, набавка на лекови,
треба да ги одобриме и кои да ги одбиеме. Од овие сите луѓе што имат поднесено, сите имат некоја мака, да не си во нивна кожа. И не ме е јасен ставот на како група на советници, едни ги одбиваме, едни ги одобруваме. Во изминатите совети некои ги одобруваме, некои ги одбиваме, така да немаме некој механизам како би се понашале ние како усвојување или одбивање на овие барања, така да во наредните месеци апелирам да направиме некој механизам како би ги прифаќали и би ги одбивале овие. Знаеме дека од месец во месец овие барања се зголемуваат, а буџетот на општина Росман го знаеме дека е ограничен, па треба да констатираме што понатаму. Дали да оставиме на градоначалникот во рамките на можностите на општината или пак ние да донесуваме одлуки. Дали би направиле приоритет на жителите на општина Росман, например од овие 3 барања што две се од надвор од општина Росман, едно е во општина Росман, така да едното барање го усвојуваме повеќе месеци. Знаеме дека е тешка ситуацијата на личноста што бара помош, но во иднина замолувам да донесеме конечен став за овие помош. Благодаря. Само предлага, макар предлог на Јованче Јорчев да го достави за следната седница на комисија. Значи писмено, достави го писмено, да видиме да одлучиме што понатаму. Јованче ги ти не беше на комисијата още присутен, затоа не се текстува работите, значи ставот на комисијата беше тако заради лошо, не лошо. Заради недостаток на средства во буџетот, парањата од другите општини за сега да бидат подбиени, а нашата општина има приоритет. А ти тоа го спомна сега во излагањето, така да тоа беше... С оглед на тоа дека се работи за рефундирање на средства од Фондот за здравство, ние треба да го земеме предвид и тоа да видиме онаму каде што се врши рефундирање на средствата, не можеме да е во континуитет постојано, затоа што граѓаните некојаш ќе гледат и слабост во нашите одлуки и затоа можеби ќе продолжат понатаму и понатаму, значи со ние да ги ставаме воопшто. Затоа на предлог, односно на писмено ваше барање, да го разгледаме тоа на комисија. Има видеа, така да... Крајни дање. 1.3. Да ставам на глас. Сега не друга разбора во основна точка. Во основа заклучок од комисијата. Кој никој не бара збор, точка да ставам на гласање. Кој е за усвојување на заклучокот од комисијата? Едногласно беше. 1.4. Во однос на барањето број 08364/1 од 3.8.2018 година, поднесено од страна на КУД Росман, се барат финансиски средства за посети и настап на друштвото во побратимената општина Валчова во Република Турција. Отворам расправа во однос на овој заклучок. Дали некој бара збор? Повелено. Во изминативе седници кога беше, јавно тука стапив на говорници и кажав дека кога станува збор за културно-уметничко друштво или спортисти што ја застапуваат нашата општина, тоа не ни под разумот не треба да се сомневаме, да гласаме против. И за ова одлука ќе гласам за, заради тоа што во претходниот совет кажав дека овие културно-уметнички друштва се амбасадори на општината, така и на Република Македонија. Но сакам да потенцирам, помешани се многу работи тука. Штета што председателот на оваа комисија не е тука присутен, па не е добро да зборуваме за него некои работи, така да во иднина знаеме дека во ист период имавме и една покана од нашата збратимена општина во општина Пландиште, Србија, каде што луѓето уредно не поканија, со покани да учествуваме на таа манифестација.
тоест нивна слава, и не знам по кои причини организацијата беше слаба, енергијата се насочи кон Турција. Мојата идеја е, значи, нашите културни уметнички друштва од нашата општина да присуствуваат во оние општини каде што сме збратимени, ама на нивниот ден, тоест нивниот ден на општина, например. Не може сега, например, нас кај да не поканат надвор од Република Македонија, ние да прифаќаме и да одиме на тие нивни фестивали што ги викат. Во моментот ова е фестивал во Република Турција, немам ништо против, сега ќе гласаме за, ама во иднина би сакал да ставиме ред и приоритет на оние места каде што стварно треба да бидеме присутни како општина Росман. Не може општина Планиште, една од нашите јас би ги кажал, најзбратимени општини, каде што луѓето не почитуваат и не почитувале и че не почитуваат, доаѓаат два пати на духов ден и на денот на општината, а ние да не отидеме, да не му возвратиме. Има една пословица, нели, ако не му одиш, не ни сака да ти иде, така беше, нели. Сега мислам дека оние више си има некое нивно размислување дека чим не му одиме, можеби следниот пат нема ни они да ни дојдат. Така да на овие одења на културно-уметнички друштва каде што знаеме дека коштат финансиски, убаво е да не представуваат, да воспоставиме еден ред. Значи ние знаеме колку општини имаме. Општина Балчова, општина Бергама во Турција, општина Пландиште, општина во Бабушница и една во Италија, каде што е, мислам, само на хартија во Италија, значи 4 општини, каде што треба финансиите на овие културно-уметнички друштва да ги распоредиме на тие 4 одења. Тоа е една моја забелешка. Немам ништо против културно-уметничкото друштво, но имам против оној што ги организира, тоест на некои места е приоритет, на некои места не е приоритет. Благодарам. Почитуваме. Значи, мојот став и на комисија беше да се усвои, значи, ова барање. Се работи, значи, односно привилегија е да бидеш поканет на еден меѓународен нивен 11 или 13, не ме држите за збор, меѓународен фестивал и привилегија да се учествува, бидејќи се работи за една општина која што отвора простор за понатамошна соработка. Соработката, значи, отпочнува, значи, конкретно сега на овој културен план, се со цел за воиднина да нели продолжи на оној план каде што тие ни го нудат како можност. Сумата не е некоја висока во однос на мисијата која ја направивме и токму и представувањето на нашата, да речеме, традиција и култура на ниво на една таква општина која што е од 500.000 жители. Јас ќе го предложам, мислам, ќе го поддржам овој предлог, предлагам и вие да го поддржите. Благодарам. Доколку, мислам, точно го поддржувам забелешката на Јованче Јошев, значи не смееме во иднина да дозволиме да не ги удостоиме значи и останатите збратимени општини, како што тие доследно не удостојуваат, значи да не се случи во иднина, да оваквите покани официјални не потврдиме дали ќе присуствуваме или нема да присуствуваме, затоа што, мислам, не е добро. Да. Но не гледам причина зошто да не бидат удостоени тие општини, бидејќи се работи, имаме службена, односно општинска кола, се работи за некои символични суми, а ние како совет, односно и градоначалникот, во нивните буџети имаме средства за тие намени. Благодарам. Јас и на комисијата бев воздржана со гласање, а сега ќе гласам против од оправдани причини, што веќе втор пат од кога е советот формиран во овој состав, значи минатиот совет имаше барање од културно-уметничкото друштво Росман 40.000 денари, тоа беше одобрено.
Патувањето беше баш во побратимената општина Пландиште, во која што сега не ја добивме поканата за да одиме како делегација од општина Росуман. Значи да ги удостоиме на нивната манифестација што они организираат. Културно-уметничкото друштво си го искористи својот предност, да речем, или па среќа или несреќа наша, што председателот на комисијата за спорт, култура и одбележување на манифестации е председател и на културно-уметничкото друштво, е член на советот. Тоа е неговата предност или мана, не знам, ќе видиме во понатамошната работа на советот како тоа ќе се одрази. Да, се согласувам дека меѓуопштинската соработка треба да се одржава, дека е тоа многу добро, меѓутоа да ги разграничиме тие две работи. Соработка помеѓу општините и учество на манифестации. Манифестациите кога се организираат, се распишува конкурс за распишување за манифестацијата. Тоа го кажувам од проста причина што и јас сум плеткана во тие работи, да не речам. Значи јас сум член на културно-уметничко друштво, да речем, цел живот. Покана, значи се распишува конкурс за учество на фестивалот, секое културно-уметничко друштво има право да поднесе кандидатура за учество на фестивалот. Тоа ќе кажем уште еднаш, предност или мана, што кај нас, нашиот советник, кој сега е во Турција, на тој фестивал, ги познава луѓето кои беа минатиот пат на нашиот денот на општина овдека и ајде да речем, малце сме привилегирани да добиеме ние конкретно покана за тоа. Ама зошто не е добиена поканата за Пландиште, тоа треба да допрва да видиме и каде е таа покана и како гласи таа покана. Не сум против одржување на тие културни манифестации. Цел живот сум фолклорист, ќе го поддржувам фолклорот секогаш, но во одредени граници овоа веќе поминува секоја граница. Значи одбиваме други проекти, приоритетни, одбиваме други работи, одбиваме барање за лекување, а дозволуваме, одобруваме средства од 60.000 денари за патување. Да, во ред е, добра е манифестацијата, кажав тоа и на комисија, меѓутоа треба да има ред и граница. Јас минатиот пат прашав на комисија, досега максимум 40.000 во текот на годината му биле одобрени на културно-уметничкото друштво Росуман, ние за 2 месеца сега сакаме да му одобриме 100.000 денари. Значи минатиот совет 40.000 денари или предминатиот небитно и сега уште 60.000 денари. Значи, не кажувам, не викам дека е тоа лоша работа да се оде. Да, културно-уметничкото друштво е амбасадор на општината, ама се треба да има мерка и граница. Јас овој предлог нема да го поддржам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Ако никој не бара збор, точката стави на гласување. Кој е за одобрување на износ од 60.000 денари на културно-уметничкото друштво Росуман? 6 за. Кој е против? 1 против, воздржани? 1 воздржан. 1.5. Во однос на барањето број 07-370/1 од 6.8.2018 година, поднесено од страна на ФК Росуман 83 од Росуман, со која се барат финансиски средства за настап по трета лига Центар. Комисијата зазеде став да се исплатат средства во износ од 27.600 денари наменети за првите 2 надпревари. Отварам расправа во основа на овој заклучок. Да некој бара збор? Олевец. Во однос на барањето од фудбалскиот клуб Росуман од Росуман, право голема благодарност до дечките што се нафатиле да го водат тој клуб, што имаме уште такви ентузијасти. Но дечките, ако ја водат работата, би требало да земат како своја обврска да ги разгледат малку овие трошкови во клубот. Јас овде јавно одговорница ќе ги повикам институциите малку повеќе да се заангажираат околу спортот, дали тоа новинарите, дали финансиска полиција и не знам кој уште треба да се вмеша, зашто овде гледам во трошковите, а и знам дека тоа се случува уназад неколку години, судиите се исплаќаат во кеш во соблекувалната. Тие пари не се малку, околу 6.300 денари секоја утакмица нашиот клуб треба да му исплати на судиите. А и повеќе. Може да се деси судијата да прекине утакмицата и тој да земе за 15 минути 1.200 денари дневница. Кеш на рака. Мислам дека тоа треба да се стопира, да се види што се случува таму во клубовите и
Јас мислам дека средствата се единствена причина што немаме уште еден или два клуба од општината во трета лига. Затоа сега како комисија донесовме одлука да му се помогне на дечките за овие две утакмици, не со намера дека и за другите утакмици нема да се помага клубот. Клубот е обврска на општината, тоа се наши деца таму и мислам дека ќе ги спонзорираме, но треба да се преземе некоја активност да се види зошто така. Ручек за фудбалерите 3000 денари, трошкови со судиите 7000 денари. 15 деца значи да ручаат како награда по еден сендвич нема да изедат или 20 деца, а судиите да однесат 7000 денари на излегување од сооблекувални. Мислам дека е нелогички и би ги повикал сите што се овдека надлежни за тоа да преземат некои активности и да се види до каде вака ќе одиме. Ако некој може да предаде 100 кила грозија и мора да го пријави ујеба, не може некој да зима дневници и плати. А тој судија во сабота 2 утакмици, во недела 2 утакмици. Кеш наплаќа по сооблекувални. Кај го имате? Испумпување на средствата од клубовите, а клубовите јадни оставени само на општината, нема од кај да се финансираат, сакат неќат една сезона во регион, ќе издржат за другата сезона, нема средства, мора да се откаже. Мислам дека оваа точка треба да се разгледа, се седне управата на клубот со градоначалникот и да почнеме да се обраќаме негде до Фудбалски сојуз на Македонија или негде да се види што се дешава овде. Може би тие судии се платени од друго место, а овде ги плаќаме кеш. Благодарам за ова барање ќе гласаме за и стално ќе ги поддржам и за следните утакмици ќе добијат средства фудбалери. Благодарам. Во потполност го поддржувам Јовица ова и тргнувам од тој аспект, бидејќи законот е јасен, овдека се работи за хонорари, хонорарите подлежат на оданочување. Знаеме ние, значи, дека со тие даноци функционираат општината, државата и така натаму. Значи, институцијата, односно општината, да си преземе дејности за запознавање на конкретниот случај со управата за јавни приходи, односно за финансиската полиција. Се со цел тие средства што ќе треба да се оданочат, да влезат оном кај што треба, а не сега да бидат како вид неевидентирани. Благодарам. Дали некој разговор? Го заклучувам претресот и точка ставам на глас и кој е за усвојување на заклучокот од комисијата да се одобрат средства во изnos од 21.600 денари за првите два натпревари. Кој е за? Против? 8 гласа за. 1.6. Однос на барањето број 08-386/1 од 15.8.2018 година поднесено од страна на Зоран Димовски за исплата на долг за извршен стручен надзор на изграден објект, чистење на отворен канал Трстен и Градско 2008 година во износ од 50.000 денари. Комисијата предлага Советот да донесе одлука. Отварам расправа во однос на ова точка. Дали некој бара збор? Повелете. Почитувани, малку е хипотетички овде дека се обврска со ова барање. Секојаш стојам, значи, и го предочувам тоа, дека во иднина сите обврски општината, значи, да ги подмирува во законски предвидениот рок. Се со цел да не би се довеле добавувачите или лицата во една оваква слична ситуација. Јас и понатаму, значи, стојам на тезата дека доколку е можно општината, значи, да ги исплати овие средства, со оглед на тоа дека се работи за извршени дејствија. Значи, ако средствата биле исплатени на изведувачот, не гледам, мислам, обврската ја презела дали, значи, од некои други фондови, а општината врз основа на договор презела дека надзорот кој ќе го биде, значи, извршен од страна на општината, треба од тие средства, значи, да му ги подмири на фирмата, односно на лицето кој го извршило надзорот. Во овој момент, значи, во законско предвидениот рок не е извршено исплаќање на средствата, меѓутоа, доколку е можно, нека смогне општината сила
значи да ги исплати овие финансиски средства, бидејќи на вистина се работи за извршени действија, односно извршен надзор. Благодарам. Оваква иста ситуација имам приватно во мојата компанија, приватен сектор, челична индустрија, каде што пред да стане компанијата приватен собственик, некои лица вршеле услуги на нашата компанија и по судски пат претходното раководство не му ги исплачало на луѓето овие финанси, не му ги исплачало и луѓето немале што да прават и се обратиле до институција суд. И си го поднеселе нивното барање, институцијата суд ги разгледала нивните побарувања и донесува констатации дали да му се исплати или не да му се исплати. Некои добиваат, некои не добиваат. Така да, мислам дека нашиот сограѓанин Зоран Димовски, ако е сигурен дека парите се негови, а наидува на отпор од нашата општина, мој совет е да се обрати до суд, да си поднесе барање, ако е сигурен. И судот донесува одлука дали да се исплатат финансите или да не се исплатат финансите. Значи, ова го зборувам лично искуство, каде што јас како извршен директор во мојата компанија наидувам секојдневно на овакви побарувања од некои заостанати претходни действија. Така да, мој совет е да се подкрене судска постапка, а судот е меродавен дали ќе одлучи да му се исплатат или да не се исплатат. Благодарам, Јованче, тука има образложение, значи има поминато повеќе од 3 години, не можем да почнеме никаква правна постапка за да ги наплатам истите. Може? Од 2006-та година сега моментално. 2006-та година ги исплача. Добро, не е спорно ова ништо, него само има ли некој да ни каже дали е стварно извршена работа или не е извршена? Ама се има суд за тоа. Се има проценител, се има вештак, ќе се испаднат на терен. Значи, това дали е одено преку општината, нели, ако е одено преку општината, знае дали му е исплатено или нема исплатено. Има ли решение, нема ли решение? Има решение подпишано од градоначалникот Гоце Величковски. Минатиот пат на комисија беше доставено тоа решение од Лазар Симоновиќ. Ако има, нека се подбират врските и готово, шо повеќе. Сега не е тука Лазар да ни го достави тоа. Има и проценка колку кошта целата изработка на извршениот работа на чистење на каналот и 1% од тоа треба да си наплати. Ако извршена работа, не се плати и нормално, ако запазени сите ставки и уредно, ако е се окей. Ајде има документација. Зошто не го донесува нас на советот? Што советот ни може да одлучиме за ова? Погледнете. Ја оферста на градоначалник. Не е спорно барање од ваков вид да доаѓа до општината, бидејќи луѓето претходно беа уплашени да си ги побараат своите средства за извршената работа во општина Росу. Беа на овој или на оној начин условувани да не смеат да ги побарат тие средства. Така да 2 мандати на претходниот градоначалник поминали без да се исплатат овие средства. Господинот барател на овие средства издржал 10 години да не поднесе никаква тужба во врска со овие средства и сега одеднаш ајде ќе ги бараме од советот да донесе таква одлука. Ние како совет мислам дека не сме меродавни да донесеме ваква одлука, бидејќи не знаеме дали е извршена таа работа или не е извршена. Не сум баш сигурен, ама мислам дека имаше и некои судски постапки, таму беше вмешана и полиција и не знам што, и претходниот градоначалник Гоце Величковски беше гонет за тоа нешто. Не знаеме што се случило таму, а ние сега одеднаш да донесеме некоја одлука за исплата на тие пензии, да ставиме терет на општината. И плюс тоа, не знам колку се сеќавате, колега Атанас, ние како претходен совет имаме еден заклучок исто во врска со ова барање од истиот човек. И тој вели вака: Извештајот на Комисијата за финансии и буџет од одржаната седница на ден 22.9.2016 година во однос на доставените ставови и предлози до Советот на општина Росуман се прифаќа во однос на сите точки.
Точка 2. Во однос на точката 2.1 од извештајот, во однос на поднесенето барање број 08-374/1 од 21.9.2016 година, поднесено од страна на Зоран Димовски од Росоман, со кој се бараат финансиски средства за извршен надзор над градежни работи и ангажман како градежен надзор. Се прифаќа предлогот на комисијата со која предлага барателот да се извести основаноста на барањето, да го реши по институционален пат, односно по судски пат. Ние веќе сме му дале одговор и сме го упатиле лицето 2016 година. Лицето пак повторно ништо не презело и сега пак нас сака да не меша во некои нечисти работи. Моje мислење е дека не можеме да доносиме ние вакви одлуки, не сме меродам. Благодарам. Еднаш и сме донеле како совет одлука, сега повторно се бара пак од нас одлука. Почитувани, значи не е спорен заклучокот претходен од некое поднесено барање, еве во конкретниот случај од истово лице. Значи, која е нашата улога како совет? Да одлучуваме, односно да носиме одлуки, заклучоци, предлози и така натаму и така натаму. Значи, како материјал, ние сега имаме во конкретниот случај барање. Ние можеме исто така да му одговориме, односно доколку овдека каков заклучок ќе донесеме, може да го донесеме и истиот заклучок како што го имате во оваа форма која што ја читавте, односно цитиравте овдека. Значи, ние имаме материјал по кој што треба да одлучуваме или да донесеме заклучок. И не е спорно тоа дека секој оној барател, предлагач или било кој достави материјал до советот на општината, ние мораме да му одговориме. Дали позитивно, негативно и така натаму и така натаму. Не гледам што е спорно во моментот сега да донесеме заклучок. Заклучок ќе биде ваков или таков. Значи тоа е тоа. Благодарам. Предлагам да се постапи по барањето и да се донесе, значи, конкретен заклучок по однос на. Значи дајте како предлог. Ја предлагам, значи, да го задолжиме градоначалникот во законски, значи доколку, значи постојат законски можности и рамки врз основа на претходната документација, на подпишаниот договор помеѓу општина Росоман и лицето кое е извршило надзорот и врз основа на заклучокот за извршен надзор и на позициите за исплатени средства врз основа на документацијата што ја има, што ја доставил изведувачот, значи да донесеме конкретен заклучок овдека. Не може, мислам, јас не се согласувам, сега ние поставуваме овдека хипотетички прашања дали е изведено или не е изведено. Па ако не било изведено, како средствата кој ги исплатил, му ги исплатил на изведувачот. А сега во ситуација, онаму ние како институција, кај што сме имале обврска, значи ние не зборуваме сега за новото раководство, односно новиот градоначалник. Случајот е од поново време. Меѓутоа, доколку постои законска рамка, ние не би гледал причина зашто да не ги исплатиме. Значи да донесеме заклучок, ете како што е конкретниот заклучок, понатаму, институцијата, односно општината или градоначалникот, нека одлучуваат понатаму. Мислам, тука нашата работа ќе заврши. Благодарам. Стане друга разбор? Ако никој не ба разборил, заклучувам претресот. И точката е става на гласање. Не, мораме заклучокот да го прецизираме. Кој е за? Ајде, заклучок. Како заклучок? Јовица, дај го документчето малце Заклучок. да го донесеме заклучокот, значи дај малко. Може и да донесеме заклучок, а може и да гласаме по односно барањето. Да, по односно барањето, најнормално се тоа 10 години на така. Добро. 10 години се поменати, не знам Добро. Заклучок, он не се Добро. 10 години се поменати. Добро. 10 и повеќе да се Ако е ден повеќе од 10 години, ние може да изгласаме за и знаете како
Не мора, не го. Значи, законските рамки ќе си ги гледа, ќе си ги гледа. Законските рамки може. Затоа, доколку сакате како совет така сега, Да. доколку сакате како совет да немаме некоја одговорност по иднина, држи местото да го донесеме оваквиот заклучок како што бил во оваа форма. Нити има право да суде више, нити има право да поборува. 10 години се. Затоа велам, дајте да го донесеме оваквиот заклучок. Да, еве се уште нешто да го видам се. Значи заклучокот дека стоја, ако постојат законски рамки да му се исплата, нека му се исплата ако ги завршил работа. Ако не ги завршил, никому ништо и го Добро. Значи, точката да оде на гласање за или против, оти ако изгласаме ние сега за, Добро. да се одобрат исплата на средства од 50.000 денари што ги барам, тогаш го задолжуваме градоначалникот и општината да ги исплати средства. Меѓутоа, доколку постои законска рамка. Да, нека стои у заклучокот, ако постои законска можност да се исплатат тие средства, но било Доколку Даваме обврски го на она, ако си има нема што да бара, но ќе достави документи до градоначалникот и општините ќе му исплатат. Што ни да носиме одлука некој да задолжува? Председател пишете, знаете. Он ако си има документи дојде што има? Од 2006 плаќаме во фирмата. Од 2006 Да, но он време си поднал, значи ние Судот донесува одлука. Значи, вака. Да, бе, Јованче, кога ќе донесена одлуката од судот? Сега. Сега Да, Сега, да од 2006 тужба. Ама он тужбата од 2006, Па се а вие нема тужба. Па са жонам беат. Ја ти кажам сите закри што нема да се нема што право да тужи, они сега ја нешто допшто, така можел да ја не знам дали е завршен, не знаем ништо се случило. Ништо. Затоа е добро заклучок да донесеме. Да Да донесеме. Значи, советот донесе заклучок доколку градоначалникот да му исплати доколку постои. Ама ако не постои законска рамка, нема да му исплати. Значи, доколку постои значи можност, односно законска рамка, доколку не, го насочува барателот да си побара своите права, да го извести. Значи, после градоначалникот ќе го извести, ние го задолжуваме градоначалникот. А градоначалникот ќе каже дека не може, Ревизорот што може ова неделја ќе му ги исплатиш парите прво на добро, да скратиме, да... Ма најската да гласаме за или против да се исплати, што комплицирате се. Ајде. Он ако нема исплати градоначалникот, нема извршител нека тера, извршител нека земе тук главариот, тука и одош. Сега ни една сме го платили кај да оди, сега пак ќе нити му солиме памет кај да оди. Добро. Барање да се прифати, не се прифати и готово. Се предприема некои работи што не ни се ни наложили, ни не наложили. Точката, односно барањето на Зоран Димовски го стави на гласање. Кој е за одобрување исплата на средства, да го задолжиме градоначалникот за исплата на овие 50.000 денари? Да крене рака. Па како е да танец? Ајде. Значи, Не, вредете прашање, ја кревам за. Добро. Против? Против. Воздржани? 2 за, 6 воздржани. Не се усвојува барањето. Не се усвојува. Да, заклучок не се усвојува. Готово е. Сигурно да е. Комисијата не го усвои барање. Ти не знаеш што се случува така. Тоа може да не гласиш. Разгледување втора точка, разгледување на барање од областа на урбанизмот и комунално уредување. 2.1 разгледување на барање број 12/163/1 од 23.2018 година, поднесено од страна на ПАЗО амбуланта Мармедик Росоман, ПАЗО аптека Фарма Медика Росоман, трговско предпријатие Бутик Виолета Текст и трговско предпријатие Стилопром од Росоман. Значи, почитуван градоначалник би сакал да ви извести дека заради оштетување на патот пред амбулантата во Росман, како и постоечките злучени Виолетекс и Стилопром се собира поголема количина на посредства вода и кал. И истата од страна на пациенти се раздескот од постоечките објекти. Заради горе наведеното ве молиме доколку е во ваша надлежност да извршите корекција на дел од патот, што е од заеднички интерес, за што однапред ви благодариме. Тоа е барањето од Мармедик, Фарма Медика, Виолета Текст и Стилопром. Комисијата минатој пат не одржа седница заради немање на кворум, така да нема извештај од комисија. Меѓутоа има некои барања кои што стварно барат и веќе градоначалникот ми извести пред Совет дека има активности, значи односно осветлување на улицата доле кракот што е
од Партизанска према, тоа е точка наред, значи видиме, нема да идеме точка по точка. Барањето е од трети, од кој те тако беше, само да не, од 23. Барањето од март месец, заради тоа е ставено на дневен ред да се одлучи ова барање. Исто така од градоначалникот имам сознание дека они знаат за овој проблем, значи дека таму се собира атмосферска вода, дека ќе се работи на случајот. Ја не знам, тука до барањето е насловено до градоначалникот, опатено до градоначалникот, не до советот. Отварам расправа во однос на оваа точка да видам вашето мислење како ви што е. Побере данас. Значи, овдека барањето можеби не е комплетно, односно целосно. Значи, тие барат од градоначалникот овдека, меѓутоа барањето треба да се пренасочи до комуналното предпријатие, кое што ги извршува, значи, дејностите во врска со водоснабдување, канализација и атмосферска канализација. Сега, ние како совет овдека би требало, односно треба да донесеме заклучок, да го задолжиме градоначалникот да изврши контакт со директорот, односно со ВД директорот на комуналното предпријатие, да го извести за настанатиот проблем и да го задолжи комуналното предпријатие да ја изврши, значи да ја отстрани оваа аномалија. Тоа сакав да предочам дека се работи за комуналното предпријатие, а ние само да го задолжиме градоначалникот во врска со активностите кои што треба да ги понатаму. Благодарам. Кој е за предлогот на Танас да го задолжи градоначалникот за овој проблем да го задолжи јавното предпријатие за комунални дејности? 8 гласа за. Советот констатирам дека Советот со 8 гласа за го задолжува градоначалникот овој проблем да го изнесе пред јавното предпријатие за комунални дејности да се отстрани аномалијата. Петиција број 08207 проведена од 11.4.2018 година од граѓани на улица Линденска во Росоман. Имате материјали. Ние жителите на улица Линденска имаме сознание дека при изградба на брзиот пат градско прилет камионите чудат по улица Линденска. При тоа ќе се створи голема гужва, прашина, бучава, нашто секојдневно живење ќе биде доведено во прашање. Бараме од вас да најдете друга алтернатива, во спротивно ќе мораме да преземе ригорозни мерки. Во прилог на дописот го даваме списокот на жителите од оваа улица и во предложение се опишани граѓани од улица Линденска. Отварам расправа во однос на оваа точка. Дали некој бара збор? Ајде, представниче. Почитувани, бидејќи сега малку и тука забелешка, пред се и предочување, значи, на председателот на Советот да инсистира благовремено да и се доставува материјалот за, мислам, кој е доставен до Советот на општина Росоман. Овдека се работи за приемен штембил на општина Росоман на 11.4.2018, нели организациона единица 08, број 271. Многу време е поминато и затоа граѓаните овдека вика имаме сознание, напишале. Значи имаме сознание и сознанието веќе се реализира. Имаме веќе движење на возила кои што вршат дотур на тампон и други потребштини за изградба на експресниот пат градско прилеп. Од таквото движење во моментов имаме видливи показатели дека се работи за пред се оштетување на каков таков асфалт, кој што при изградбата адекватно не била поставена основата, па сега доаѓа до соглед на тесноста, односно на ширината на улицата, бидејќи не е соодветна и изнесува 5 метри, и во даден момент при разминување на два камиони тешко, значи моди,
тие доаѓаат до самиот тротоар, при што таа подлога, односно таа основа која е ставена под асфалтот не може да издржи и сега асфалтот доаѓа во форма на која се издигнува врз тротоарот. Друго како оштетување во моментот, имаме и една атмосферска шахта, која што во моментот не може да го издржи тој товар и попушта, сега е видливо, значи и таа шахта е оштетена. И трето, да не набројувам, значи прашина не се попрскува со вода и така натаму и така натаму. Со еден збор, значи оваа улица е Линденска, сакам да кажам дека не одговара за оваква намена за движење во моментов на тешки товарни возила кои што носат со сопствената тежина надминуваат и 40 тона. Колкав е интензитетот? Интензитетот во моментот можеби не е голем, или дневно поминуваат 1, 2 до 3 камиони, но ние, доколку не донесеме одлука за забрана за движење на тешки товарни возила на таа улица со поставување на знакови, односно сообраќајна сигнализација, не знаеме, значи тука немаме ограничување и во иднина не знаеме дали интензитетот на движење на повеќе возила нема да се зголеми. Затоа предлагам, ние сега како и во претходниот случај, да го задолжиме градоначалникот, подитно да постави сообраќајна сигнализација и да ја постави оптималната, оптималната тежина која ќе изнесува на возилата, значи на кои што треба да се движат, но не повеќе од со сопствената тежина од 10 тона. Тоа е мојот предлог, значи да го задолжиме градоначалникот да постави знак за движење на тешки товарни возила со одредена за движење, значи за достава по трговските дуќани, нели на вода, на други работи, така натаму и на пак и ние грозија носиме таму до 10 тона и така натаму и така натаму. Благодарам. Сметам дека во овој момент тие имаат можност да најдат друго алтернативно решение. Доколку не постои алтернативно решение, мора да се наоѓа некој начин да улица да се прошири, да се задолжат после завршувањето на активности, да се асфалтира, да попрскуваат вода, да не се крева прашина и така натаму. Меѓутоа, сметам дека ова би дошло како крајно решение доколку нема алтернативен пат, а сега во моментот сум стриктно за поставување на сообраќајна, односно на сообраќајен знак за забрана за движење на тешки товарни возила над тонажа од 10 тона. Благодарам. И јас се приклучувам кон колегата. Мислам дека ова барање е основано од граѓаните и жителите на таа улица. Јас како жител на село Свирко исто ја користам таа улица како пристапен пат до Росуман и мислам дека само со нашите возила од Свирко допренесовме за поголема бучева, поголема прашина на оваа улица и му наштетуваме на луѓето што живеат околу оваа улица, а не па сега да му ги додадеме и овие камиони за изградба на патот. Мислам да најдеме некој заедничко решение, градоначалникот да земе некоја, мислам дека таму се разговараше во врска со тоа асфалтирање или некој, не знам, треба градоначалникот да ни даде образложение што ќе се случи потоа со улицата, но не е тоа решение после завршување да става 2 сантима асфалт врз улицата. Не знаеме што ќе се случи со таа канализација под асфалтот, што ќе се случи со таа технолошка вода, па ќе имаме проблем цел живот после со тоа. Така да мислам, алтернативни решенија се имаме полски патишта што се спојуваат со тој пат. Тоа се огромни фирми што располагаат со материјали, големи средства, големи возила, па можат за неколку дена некој од полските патишта да го приспособат да биде пристапен до тој пат. Не значи ако оваа улица е во населено место, имаме и деца со точаци и одат и пешки, сега ќе почне учебната година, тие деца треба да се пазат од се и се што, а знаеме каква е работа. Така да мислам дека треба да се застане здраво, нека си најдат алтернативно решение. Алтернативното решение мислам дека едно од тоа, едни од полските патишта да го насипат, да го порамнат и може да го користат. Не мора по асфалтот и по среде село да се оди со тие тешки возила. Благодарам. Веќе никој не бара зборува за затварам претресот
само По задолжување, по задолжување да врачаме. И барањето на граѓаните. Со поставување, значи мора заклучок да. Петиција, значи заклучокот, предлогот на Атанас како заклучок е да го задолжиме градоначалникот да најде соодветно алтернативно решение или доколку нема алтернативно решение да се постави сообраќајна сигнализација со која ќе се задолжат возилата да не надминуваат, значи забрана за сообраќај на возила потешки од 10 тона. И во крајен случај, доколку нема алтернативен пат, градоначалникот да се направи договор со Значи ма дадеме алтернатива, ќе му даде. Алтернатива ќе му даде. Добре, ај може. Целосно асфалтирање и санирање на сите штети. Само момент, Така најават. е тука, не знам дали Така ќе... најават. Ширината не е адекватна сега. Не се тампонира, не се пауза. Ај пауза. Советот го задолжува градоначалникот да најде заедно со фирмата, која го изведувач на патот, брзиот пат, да најдат заедничко решение за алтернативен пат и да го известат Советот во рок од 15 дена за тоа, а доколку не најдат, да се договорат со изведувачот за санирање на патот, значи пред изведувањето на активностите на дејностите за опрскување на патот и по завршувањето на работата да се санира повторно. Да се договорат после со засегнатите страни и работодавач. Да. И градоначалник, нема што станат. Таму пише се засегнати. Да, меѓу тоа треба да донесе да знаеме да имаме знание дали они нашли алтернативен пат или не, ако не најдат. Ама мора да ги вклучим и тие луѓе со таа петиција што си они да видат дали прифаќаат или не. Може градоначалникот се договорил да стават пасантивно. Асфалт и терет. Ја мислам дека првично заклучокот е да најдат алтернативно решение во рок од 15 дена да го известат Совет. Ако не се најде алтернативно решение, тогаш ќе бараме. За овој момент градоначалникот има менаџерот да ги изменаџира луѓето со компанијата. Тоа е оставиме тука, да ги изменаџира работите. А сега не знае да ги изменаџира работите, тоа е некој помош. Кој е за оваквиот заклучок? Едногласно. Констатирам дека Советот со 8 гласа за го задолжува градоначалникот односно оваа петиција да донесе соодветно решение. 2.3 барање број 09234/1 на 27.4.2018 година поднесено од Јордан Мане по село Паликура. Има ли потреба да го читам или ги имате си да прочитам овие барања? Значи, собствени су на куќа по село Паликура со дворно место и придружни објекти, скупна површина, нива, градина, кои се наоѓаат гледајќи од село Паликура по село Курија од десната страна на патот. Пред асфалтирањето на локалниот пат Паликура Курија од двете страни на патот постоја банкини и одводни канали. При изградбата асфалтирањето на локалниот пат село Паликура Курија од десната страна направен е тротоар по должина на мојот имот околу 50 метри, ширина на места поголема од 3 метра, додека одводните канали се насипани од двете страни на патот. Насипот во делот на тротоарот е веднаш до самиот темел на мојата куќа, каде е насипан прозорецот од 80% во висина. Значи од 0,70 до 0,80 метри и каде при поголеми врнежи влегува вода во подрумот, претходно го не стои проблем. Нивата е оградена со дрвен плот, кој е во распраѓање и го држи тампонот од 0,40 до 0,40 до 50 см висина, но при негово растурање за ново оградување добар дел од тампонот ќе падне, ќе се сруши во нивата. Во делот на портата за влез во моето дворно место не е можно да се влезе со патничко возило, освен со трактор или джип. За истото претходно неколку пати беше запознат и поранешниот градоначалник Стојан Лазов, по чија наредба бевме на лице место со Слободан Джелевски и Лазар Симонович, но до ден денес не е преземено ништо, барем да се острани вишокот на тампонот тротоарот по целата должина од мојот најдвижен имот, бидејќи сакам да вршам реновирање на куќата и обредување на мојот имот. Сакам мојот случај да се реши на коректен начин, а најмалку би сакал да има судска разрешница. Прилог слики, ние ги немаме тие слики, ги има сликите кај архива. Лазар Симонович не е тука, Стојан Лазов му помина мандатот, Слободен Джелевски бил на увид. Дали нешто ќе ни користи да увид нешто да каже, ако или да донесе конкретна одлука или заклучок и... Добро, кој бара збор? Отварам расправа во односно ово барање. Дали ли бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го затвора претресот и барањето од Јордан
Манев го става на гласање. Што ставаш? Сега ќе кажам. Само момент. Значи, Јордан Манев бара да се отстрани вишокот на тампон тротоарот по целата должина од неговиот недвижен имот. Значи пак го задолжуваме, значи исто да го ставаме. Задолжение. Па се задолжени до. Да. Да. Го задолжуваме градоначалникот. Сега како може градоначалникот да го задолжиме да го отстрани вишокот? Да се ангажира компанија. Да ангажира компанија што ќе го отстрани вишокот на тампон тротоарот по целата должина на имотот на... Не, ја не знам зашто Ристе Манев не отиде да го отстрани. Треба да го задолжиме. Да. Во однос на оваа точка, односно барање од Јордан Манев, Советот донесува заклучок да се задолжи градоначалникот да ангажира фирма која ќе го отстрани вишокот на тампонот од тротоарот по целата должина на неговиот недвижен имот. Се согласувате ли со вакви заклучок? Да. Кој е за? Констатирам дека Советот со 8 гласа за донесе заклучок, како што кажа претходно, да се задолжи градоначалникот да се ангажира фирма која ќе го отстрани ова аномалија. 2.4 барање 08-243/1 од 2.5.2018 година, поднесено од страна на жители на улица Пролетерска, Росоман. Оди ми се трите улици. Пролетерска, Партизанска и вака сега. Значи, во однос на оваа точка. Да, не. Во однос на оваа точка, значи со градоначалникот Сабали имам средба, ми кажа дека баш оваа конкретно за Пролетерска веќе се работи на поставување на Добре, се работи за да се... Другата исто така е ставена во план, значи таму ќе се врши осветлување на Партизански и Страшов Пинџур, и третата беше барање на Атана Стојанов за улицата, како што е својова Пере Тошев и Цандо Кузман. Значи, по-потик го кажа, кај го остави. Да, знаеме за кој да се работи. Значи, групно да ги ставам сите три точки на гласање. Дали некој бара разбори нешто во сите точки? Кој е за усвојување на барањето на жителите на овие три улици за осветлување, појачување на осветлување или за осветлување на улиците? На кракот, Партизанска, Страшо Пинџур, Пере Тошев, Цандо Кузман и Пролетерска. Констатирам дека Советот со 8 гласа за ги усвојува барањето на жителите на овие три улици. И како последна точка на денешниот дневен ред е предлог одлука за доделување недократна парична помош на семејства со прваче буџетната 2018-2019 година подачата на општина Росомон. Во материјалите ви беа доделени материјали, да речем, одлука, каде што постоеше некои точки кои се во вториот дел што го најде сега, во изменетиот предлог одлука е малку доизменет, значи со оваа одлука се определува паричен износ на семејства со прваче учет на 2016-2019 година за набавка на училишен прибор за прводеленчиње. На секое семејство кое го запишува своето дете прваче во основното училиште се доделува износ 100.000 денари за набавка на училишен прибор за прводеленчиња. Спецификацијата ќе им биде, значи на прводеленчињата ќе им биде врачена на почетокот од учебната година, списокот е доставен од Пере Тошев. Финансиските средства кои ќе се употребуваат за оваа намена ќе се извадат од буџетот на општина Росоман. Оваа одлука влегува по сила со денот за донесување, предлагач на одлука градоначалник Брајан Тојанов. Значи имате тука потребен прибор за учениците во прводеление. Зошто е ова вака доставено? Баш од причина заради тоа што некои од родителите немаат трансакциски сметки, во првичниот предлог беше да се достават трансакциски сметки на кои ќе бидат исплатени. Сега е изменето тоа и ќе им се дава прибор, значи нема парични средства, него комплетно школски прибор. Ја имам една забелешка. Ајде. Почитуване, обично кога се работи за одлука и за одделување на финансиски средства, доста внимавам и при носење на мојата конечна одлука за или против. По конкретниот случај, значи, во потполност се согласувам со ова што е, меѓутоа правно
одлуката не е издржана. Не е издржана од основ, затоа што тука пишува за парични средства, а ние ќе му доделуваме, значи, материјали. Не знам, не надминува за јавна набавка. 1000 евра не надминува, да. Сега ако измине закон, не знам како. Но, сега, ако се работи за материјал, значи ти не можеш да му наложиш сега он кој материјал, ако веќе му ги даеш парите, он ќе си купи, ќе купи пубав ранец. Овдека пишува дека ние треба да му даеме пластелин, дрвени бојци, фломастери, така, ајде да не читам така натаму. Значи, не соодействува материјалот, односно со насоката на одлуката, вика за паричен износ. Значи, тука да се формулира. Значи, да се одделат средства во висина на 2000 денари, значи за набавка во висина на 2000 денари по прваче. Значи, нешто правно да се изнајде, да се преформулира одлуката. Инаку како одлука, значи, не е спорно дека треба да изгласаме и ете да даеме еден допринос и една помош на Не, кеш, не. Не, во материјали он ќе му даде. Меѓутоа, тука во одлуката пишува парични, да се измене. Да се измене. Да, правно да се регулира одлуката, значи, да. Значи тоа правно ќе се измене, како што треба да биде правно. Јас само ги замолувам администрацијата во општината уште денес да ги известе овие семејства за правореденци. Можеби јас кај што знам, ова е последна недела од летниот распуст и некои родители веќе му купуваат на своите правореденчиња, ташнички, ова. Така да ги известат уште денес, да знаат дека сите потребни работи во училиштето ќе му ги подмири општината. За да не се случае да дел од овие ученици да веќе да му имат купено ташни било што и да се дуплираат овие работи. Знаме од родители имам дека некои веќе се информираат родителите да не купуваат училишни. Или денеска некому се телефонски, некому се изјави. Конкретно со оглед дека доаѓаме од дејност за која конкретно мислам зборуваме. Родителите никогаш не купуваат материјали додека наставникот не му даде насока што да купат. Значи тоа ќе се случи на првиот ден, но благовремено не да бидат известни дека тоа. Завршили вам? Да. Ташните ги купуваат. Јас имам сознание дека родителите се веќе известени од директорката на училиштето или од некои наставници дека не треба да купуваат прибор додека не почне школската година. Значи, задлужуваме администрацијата да го измени членот во кој што стои одобрување на парични средства. Како да гласи правно, Ацо? Сега не ли правникот се не може да го формулира. Да, не сум правник, затоа сега да кажам, не сум правник, но Како предлагаш да се измени? Да се измене само. Да се измене одлуката согласно. Не стоат парични средства. Материјал во висина од 2000 денари. А не паричен износ. Ето така. Значи набавка на училиштен прибор во висина од 2000 денари по дете. Кој е за овој предлог? 8 гласа за. Констатирам дека Советот ја усвои предлог одлуката од градоначалникот за набавка на училиштен прибор за првачињата во оваа година. Со ова исцрпен дневниот ред, ја затварам денешната седница, ви благодарам на присуството.